се појави еден тип у СДС на прес, портпарол ли е, кој кур ли е. Абе вака го слушаш, викаш, ние, овие со стендап што се занимаваме у Македонија, мора подитно синдикат на стендап изведувачите да формираме. Да се заштитиме, бе, овие почнаа стендап да прават, бе, боли од нас. Абе го почиња пресот со катастрофични, апокалиптични предвидувања. Тоест констатации, не предвидувања. ВМРО банкрот, нема заплати, нема за пенсии, нема за ова, нема за не знам какви расходи, нема за... Дечко, под број 1, ние примивме плата. Како да ти кажам? А ќе примиме и К15, веројатно затоа што ни следи, тоа законски. Веројатно сите ќе примат плата, ќе добијат плата и ќе добијат и К15. Значи лажите. Ноторно. Немате веќе за што да се фатите, се користите со како да ви кажам, најинфантилни лаги, што не прајаат. Втора работа, кој ти даде право, бе, дечко, да споминаш името Македонија? Па дури синтагмата беше нешто у вези предавството на Македонија. Демек ВМРО ќе ја предало Македонија, пошто еве ги мигрантите само што не влегле. Само што не окупирале од сите страни. Вика предавството на Македонија. Нели бе, кај вас у партија беше имаше строга забрана да се употребува Македонија без придавката Северна? Најстрога забрана. Па вие гордо кажувавте Северна Македонија, демек да не навикнете сите нас на новото име, да се навикнеме на Северна Македонија. Па дури сами себе си се јачавте на кај не, Северна, кај ти е Северна? Северна, не, без Северна, не, Северна Македонија, Северна. Кога бе ова ја свртевте капата на обратно, а? Кај вие бе сега Северна Македонија? Нели горди сте, нели сте направиле договор на иднината? Промената на името било тоа што е одвело Македонија напред, а? Како се го праша лидерот Филипче кој што учествуваше у таа промена, го праша дали смееш да употребиш Македонија без придавката Северна? Или сега може, кога ви е гомното онака на газот дојдено? Мислите дека со преку ноќ некои промени у наративи ситни дека ќе осмените мислењето на јавноста, дека јавноста ќе заборави кои сте, што сте и што направивте? А? Не бе, дечко, нема никој да заборави. Никој. Друга работа. Еве, ја еднаш коментирав ова, па ќе скоментирам. Веќе месец дена. А ова го зборите од порано. Само сега интензивно овие месец дена, пошто така ви е веројатно планот. Тоа што ви агендата зацртана, значи да го верглате, да бидете нападни, да сте чести при казната за мигрантите. Демек Македонија ќе имало наезд од мигранти. Мигрантите биле поврзани со милиардите 6, што ни ги даде Велика Британија. Демек ќе ги добиете овие 6, ако внесете, не знам, десетици или повеќе од 100.000 мигранти, кои што нормално ќе си ги плати и британската влада, 20.000 евра по комат. Тоа денес и Мицковски, тоест вчера кога беше отворено ве праш. Еве, што ако мигрантите не влезат ниту во февруари у Македонија, ниту во март, ниту во јуни, ниту во јули, ниту во декември следната година? Што ако не влезат? Што правиме со вас, бе, Александар Димитриевич? Мислам дека така се вика. Уствари овој портпаролот беше. Што правиме ако не влезат? За уши треба да ви извадиме надвор и да ве натераме да се извините пред целата јавност што ширите дезинформации? Пардон, по ваш омилен термин, лажни вести. Ми текнуе на вашата камарила од спин доктори што се занимаваа со лажни вести. Еден од перјаниците на таа ваша екипа беше ној Дамиго Забричанец, што се изгуби. Не знам кај отиде човеков Дамиго Забричанец. Тој кај се изгуби? Тој тип го видел некој од кога падна СДС на власт, знае каде е бутнат, у која глувчешка дупка, која ќе се појави, или кога ќе дое време, тогаш пак ќе го извадат од глувчешката дупка, пак да продаа мута за бубрези. Што правиме ако не дојдат ни до декември наредната година мигранти кај нас, ни до декември таа година понаредната ако не влезат? Што правиме тогаш со вас? Што правиме со вас што го малтретирате народов, јавноста, месец дена со мигрантиве, приказнава со мигрантиве? Што правиме со вас? Ќе се дозакопуете? Кај сте закопани довде, уште подлабоко ќе се закопуете? Да не можеме ни со кука, да не можат да ви извадат утре, а? Тоа ви е целта. Ако ви е тоа целта, бујрум.
Ако мислите дека ќе промените нечие или некому ќе промените мислење, дека некој ќе ви поверува на тие ваши инсинуации, на тие ваши измишлјотини, и тука многу се лажете. Смешни сте, бе. Секој ваш излаг, како да ви кажам, секој ваш излегување во јавност се демантира самото себе. Самите себе се демантирате. Затоа што многу добро знаеме кои сте и какви сте кога сте на власт. Жива сила не бете тогаш. Абе, жива сила не бете. Ни народ, ни опозиција, никој. Тогаш сте вие недопирливи. Тогаш вие имате таква доза на нарцисоидност изградено кога сте на власт, што мислите дека во наредни 20 години никој нема да ве смени. И токму во таа ваша фантазма, во тој ваш фантазам, се наоѓа зрното на секоја ваша наредна пропаст. Со тоа што се надевам дека следна шанса нема никогаш да добиете. Ама никогаш. Дека вие со вашето владење завршивте пред година и пол со Македонија. Никогаш повеќе нема да дојдете на власт, тоа треба да ви е јасно. А тебе, поготоа млад дечко Александар Димитриевич, мислам дека така се викаш, треба да си свесен дека играш у многу губитничка екипа. Смени си боле дрес. Иди таму, вие знам како се викаат и исто СДС што се, ама сега се знам. Доека не му го начукаат ножот у грб на ВМРО, кога ќе дое момент за тоа, ама ВМРО тоа ќе се стане отпосле свесен, од кој ќе го примат ножот у грб. Отом потом сакам да кажам, или за тоа потом. Така што малце Исав малце, или мерка малце. Јас знам дека мора да одработите задачата на опозиционери на ово ноно. Дека тоа мора да се одработи. Ама кај вас тоа е јалова работа. Не бива едноставно, не бива. Никој не ви верува веќе, ама никој. И затоа можете да си правите само празни муавети, да ширите дезинформации, поточно, лажни, поточно, попознато као лажни вести, и да се надевате дека некој во тоа може и да се фати на удица ко сом. Малце тешко. Ја промашувате темата нон-стоп. Затоа што ви е газот прљав, секоја наредна тема ќе ја промашувате. Затоа што за било што да се фатите, за било која тема, ругајќи го ВМРО ДПМН, исмевајќи го ВМРО ДПМН, критикувајќи го ВМРО ДПМН, во истиот момент ќе ви најдеме 10 пати повеќе петна или флеки на истите теми вие кои сте владееле. Така да џабе ви муаветот. Можете само да се сликате. Или сите комплет цела партија кај прце на ремонт. А тој прце не може 3 дена, не можем од глава, ако се тој прце. Не може, кажете ве, како е го па, реков, сега нема да го спомнам прце го спомнам. Да му ева мата. СДС, комплет партијата на ремонт кај прце. Каде да се наоѓа сервис прце, не знам, беше млад. Ау, шо ми направи тој прце. Ај се гледаме.